НАТО останува суштината на трансатлантската безбедност. Неговата важност и натаму е релевантна, како во одговор на новите асиметрични закани и конфликти. Второ, НАТО, сојузниците и партнерите остануваат посветени на алијансата, како што видовме во изминатиот период, и даваат се поголеми и се повеќе инвестираат во безбедноста. А и третата работа која што не се смени е стратешката цел на Македонија да стане дел од НАТО, и САД работи со Македонија и со други земји за да се постигне оваа цел. Во однос на оваа последна тема би сакал да кажам неколку збора денес. Во Подгорица на почетокот на месецот заменик председателот Пенс ја потврди американската поддршка за отворената политика на НАТО и ги повика регионалните лидери да ја искористат оваа можност. На самитот на Јадранската полоба ги поттикна лидерите да ги решат проблемите од минатото и да ги обединат луѓето во постигнувањето на заедничката цел, да се справат со корупцијата, да изградат одговорни, транспарентни влади и на крајот да го ослободат овој потенцијал во сите земји за да се постигне заедничкиот сон за Европа цела, слободна и во мир. Тука во Македонија ги поздравуваме, ја поздравуваме новата енергија и креативност за подобрување на односите со соседите. Истовремено гледаме дека има многу предизвици кои што остануваат да се решат, но ве уверувам дека САД останува ваш партнер во овие напори. Процесот може да се подели на 3 области во кои што може да се делува и ние како ваши пријатели можеме да ви помогнеме. Има, како што ќе видите дека се согласуваме со министерот за оваа тема. Прво, Македонија мора да продолжи соитните демократски реформи на домашниот фронт. НАТО е повеќе отколку комбинација на воени способности. НАТО е семејство кое што споделува вредности и сака да ги заштити овие вредности на територијата на НАТО. Во првиот став од Северноатлантската повелба се подвлекуваат начелата на демократија, индивидуална слобода и владењето на право. Научивме, например, дека слабите институции и немањето на владење на право создава ја подкопува државата, стабилноста и просперитетот. Македонија, како сите земји аспиранти, мора да ги исполни високите стандарди на НАТО за членство. Новата влада има амбициозен план за реформи, ќе биде представен сигурно на предстојниот состанок со Северноатлантскиот совет, но сега е време да се действува по тој план. Договорот за пријателство со Бугарија зголемува довербата и го поставува патот кон понатамошна соработка во различни области. Вашите пријатели ова го поздравија како пример кој охрабрува како разликите меѓу соседите можат мирно да се решат. Како што кажа министерот за надворешни работи, во тек се важни разговори со Грција. Вчера имаше разговори во Атина за мерките за градење на довербат. Утре министерот за надворешни работи на Грција Коцијас доаѓа во Скопје. Сојузниците на НАТО потврдија заложбата да упатат покана за членство на НАТО што Македонија и Грција најдат заемно прифатливо решение за прашањето на името. Никој нема илузии дека ова ќе се случи преку ноќ, меѓутоа како што подпредседателот Пенс не подсети во Подгорица, ова е историски момент за постигнување напредок во регионот. Ве поттикнуваме да го искористите овој момент.